Соседна Бугарија се уште не може да се опорави од шокот што го предизвика случајот Петрохан. На почетокот на месецов полицијата пријави убиство на 3 лица во планинска куќа во сопственост на невладина организација. Потоа уште 3 луѓе, меѓу кои сопственикот на куќата беа пронајдени во камп Приколка во шумата. Бугарските власти истражуваат убиство на 6 лица поврзани со еколошка невладина организација, а полицијата истражува повеќе верзии за настаните, вклучувајќи и можноста убиствата да биле поврзани со култ. Да си кажеме за природата на затворените групи, за границата меѓу духовноста и манипулацијата, за одговорноста на институцијата и за улогата на медиумите во креирање на наративот. Што навистина знаеме, како научно се дефинираат ваквите појави и дали овој случај е исклучок или симптом на поширок општествен процес што може да биде релевантен и кај нас во Македонија. Гости се универзитетскиот професор Зоран Матевски, социолог на религија, и Миомир Серафиновиќ, истражувачки новинар. Господа, добре дојдовте во студиото на Телно. Добро ве најдовме и драго ни е што сме тука. На почетокот би сакал да прашам од она што досега го следевте како известување на бугарските колеги. Каков е вашиот коментар, каков е вашиот впечаток на она што тамошниот вршител на должност, главен обвинител на Бугарија, го спореди со американската ТВ серија Twin Peaks? Рече дека нешто невидено е тоа дури и за бугарски стандарди. Се уште е во фаза на истрага, се уште е во фаза на спекулации и тешко може да се каже нешто повеќе од тоа. Можеме да нагаѓаме, слично е на Twin Peaks, тоа е точно. И затоа повеќе наликува на култ, на затворена една група, иако биле регистрирани како невладина организација, па преминале веројатно во култ. Сега нешто се спомнува дека се некои квази будистички или псевдобудистички или псевдохиндуистички нешто помешано. Меѓутоа, јас ова го доживувам како повод да се разговара за сектите, да се расчистат некои работи, затоа што не само во научната јавност, него и во обичната јавност има многу недоразбирање околу овие прашања, многу нерасчистени работи, погрешно толкување, не само во Македонија, него и на Балканот, особено во Србија, Бугарија, Црна Гора, и Војводина и така натаму, и ова е убав повод гледачите да слушнат нешто повеќе. Ајде, одлично ќе зборуваме за сите овие елементи. Миомир, во досегашната кариера си следал многу видови на убиства со оглед на твојот ангажман и како долгогодишен новинар и со КОТ сте истражувале секакви случаи, меѓутоа ова е на некој начин посебно. Што е од она што досега го проследи од бугарските медиуми, што може да се смета како факт, како вистина, а што како медиумска шпекулација, бидејќи се изнаслушавме се и се што? Па добро, бугарската новинарска сцена, да кажеме, медиумска сцена е така повеќе развиена од кај нас, особено во проширување на тие, да кажеме, теории на заговор, односно мистерии, особено во врска со овој случај. А од оно што меѓу последното што го читаве беше дека, например, и после брифингот со обвинителството, наместо да се разјаснат некои детали во јавноста, беа продуцирани нови теории на заговор, како и што се случило, предпоставки, зошто едно дете, 15 годишно дете, ми се чини, се наоѓало со тие возрастни луѓе, зошто татко му го пуштал, во каква врска, во какви релации биле сите тие, беа објавени определени снимки кои не беа баш многу чисти од безбедносни камери од местото каде што беа најдени првите 3 тела. Тоа е еден планинарски дом, како понадежен планинарски дом кој сега е во приватна собственост, односно коли во собственост на невладината организација. Да, е опериран од тие и се толкуваше дека тие луѓе се простувале едни од други, иако, например, обвинителството нема никакви, истрагата тамошната, нема никаква, да кажеме, никакви подетални информации со тоа. Да, случајот дополнително се политизира, имајќи го предвид фактот што Бугарија се наоѓа во предизборен период, нели, нови вонредни парламентарни избори, како и изминативе 5-6 години. Да, и голема недоверба во институциите, што резултира со политичка пресметка меѓу главните политички актери таму, што дополнително дава сомнеш врз целата, фрла сомнеш врз целата. Само тоа отежнува, да кажем, истрагата, бидејќи, нели, како што кажа вршител на должност, обвинител имаат се спомнуваат кој на кого му дал дозвола за оружје на луѓето од кои се најдени загинати. Значи имаме 6 смртни случаеви, а во едниот од нив, значи тоа убиството, 3 тела кои се најдени во камп Приколка, во кампер,
подалеку од првичното место на злосторството. Имаше првични информации дека станува збор за 2 убиства и 1 самоубиство, меѓутоа сето тоа сепак се уште се проверува бидејќи нема сведоци, има оружје, се наоѓаат тие такви траги, меѓутоа се уште не може обвинителството односно тамошната истрага да направи целосна врска меѓу тоа. Фактот е спомнува делот бугарските медиуми и можна злоупотреба на деца, односно култ со елементи на педофилија. Факт е дека бугарските медиуми, оваа невладина еколошка организација која се нарекува Национална агенција за контрола на заштитени подрачја, ги нарекува како сега секта ренџери. И факт е дека тие биле вооружени. До сега биле избројани не знам колку десетици парчиња на оружје, па главна тема овие денови, последниве денови таму е кој им дал дозвола, односно како набавиле толку, како се вооружиле ако станува збор за невладина, односно граѓанска организација за заштита на природата. Тоа е, само да смо напомнам, тоа е како организација, односно на која се дадени определени овластувања од страна на државата Бугарија, нели еколошки да ги заштитува тие предели. Ова станува збор за планински предели кои се нели под удар на дрвокраци и сите тие уништувачи, и поради тоа им е давано оружје, односно им се давани дозволи за оружје. Сега веќе се откриваат кој на кого, кој министер му потпишал на кој од настраданите дозвола за оружје, дали требало да имат и зошто живееле на тој начин. Да, точно е тоа што го кажа, познати се како ренџери, не како ренџери во војничка смисла или во она смисла што ја знаеме од историјата на американскиот див запад, туку како планински ренџери кои ја заштитуваат таа област. Нели ние имаме таква позиција, меѓутоа официјално внатре во државата, во националните паркови. Така е. Сега, професоре, од она што досега е објавено, дали гледате јасна организацијска структура со централизирано лидерство или повеќе станува збор за лабава група, граѓанска организација, така и треба да биде некаква лабава група, со факт дека начело имало харизматична фигура, односно тој Ивајло Калушев, кој се споменува како водач на групата, самиот себе се нарекувал лама и бил специфичен. Да, значи, вака, во историјата на сектите, не само на Балканот, САД да го земете како најинфлуентен во тој дел, секогаш имате параван кој што стои позади вас и зад параванот вие правите нешто друго. Во овој случај таа невладина организација, која што е регистрирана. Меѓутоа таа може да биде параван, а потоа да се претвори во секта или во култ и така. Овде јас повеќе гледам елементи на култ. Меѓутоа, ако сега ние зборуваме за дали ова што се случило во Бугарија може да ни се случи и во Македонија, или ако сакаме да разгледаме ситуацијата на Балканот, па и пошироко, ако сакате, ние мораме да расчистиме една работа. Значи, не да ставаме све во ист куп. Кога зборуваме за секти, значи сектата, самиот збор, латински збор ви кажува секо се каре да се одвои. Тоа се одвоени религиозни групи кои што де факто се одвојуваат од матицата, од големите глобални светски религии, како што христијанство, ислам, будизам, хиндуизам, јудеизам и така натаму. Сите тие како секти во основа, значи мора да ги поделите на 2 големи групи, а не да ги ставате во ист кош, како што се прави и сега. Тоа го прават тие така наречени, само наречени, јас ги гледам на српски медиуми, сектолози кои што за мене има прилично, не знам, проблематично и академско и научно-истражувачко педигре, се се става во еден куп. Не може се да се стави во еден куп. Значи првата јасна поделба е на секти кои што го слават Бога, читаат делови од Библија, ама се одвојуваат од матицата заради одредени теолошки разлики, а може да бидат и одредени разлики во општествен контекст, и секти кои што го слават сатаната како пандан, нели, на Бога, одат према злото, и тука морате да направите јасна дистинкција. Кога ќе го направите тоа, тогаш можете вие да одите понатака. Сатанистичките секти се опасни и најопасни. Ги има на Балканот 7-8, меѓутоа еве сега пред некој ден слушав дека во Србија има 500.000 припадници на секти. Меѓутоа тие во Србија ги ставаат све на куп. Значи ги ставаат и сатанистичките секти, па све до јеховини сведоци, баптисти и нови религиски движења. Тоа е огромна грешка. Значи ние тоа мораме да го издвоиме, тоа е прва работа.
Втората Рековте работа 7-8 секти на Балканот или во Србија? на Балканот, црна ружа толку популарно, нели, што цело време зборуваме. Сега во последно време тој источниот храм, па потоа има една сатанистичка секта со чисто име, има сатанизам, има и многу други. Знаете, вие тешко можете имињата да им ги фатите, а камоли бројката, затоа што тоа не се регистрирани. Ги има. Географски каде се распространети, ги има ли и во Македонија? Односно, еве вака би ве прашал, вашите истражувања досега на темава, може ли да кажат колку членови од Македонија бројат овие? Тоа не може никој да го кажете, затоа што никој тоа не може да го каже. Тоа може некој во полиција, и може има, веројатно, во полициските досиеа постојат, значи они ги истражуваат. Полицијата е таа која што го спречува делувањето на, збориме на сатанистичките секти. Бројката во Македонија е многу помало од другите региони на Балканот, од проста причина што во Македонија огромно е влијанието на Македонската православна црква, како она има длабоки корени, како рано апостолска црква и така натаму. И конверзијата, нели, преминување од една религија во друга, ако сакате и во малите верски заедници, што се со протестантски произлез, како јеховини сведоци, баптисти, евангелисти, методисти, ги имате 33 во Македонија, е многу мала, негде 2-3% е нивниот. И ние се третираме како земја со антиконверзија. Друга е религиската ситуација, небо и земја е разлика со Бугарија. Влијанието тамо на бугарската црква православна е многу слабо и тамо има многу секти и има она што е карактеристично за Бугарија, тие New Religious Movement, нови религиски движења, New Age движења и така натаму, ги има еден куп. Србија ви е интересна, во Војводина ги има. Зошто во Србија, кога факт е дека и таму црквата е исто така и силна со... Јака е црквата во Србија, меѓутоа незиното влијание во Војводина е послабо. И затоа во Војводина ги има повеќе, и веројатно е повеќе, поширока е територијата. Во последно време е многу интересно што се појавуваат и во Црна Гора. Сега веројатно во Црна Гора има некоја друга причина. Босна и Херцеговина, ама таму имате различни религиски организации и така натаму и така натаму. И меѓутоа, пазите, на Балканот вие не можете да видите масовно влијание на тие религиски, збориме сега за сатанистичките секти. Имате изолирани случаеви. Ова во Бугарија што се случи е малце по-масовно. Во Србија го имавте оној случај во Нови Сад, кога млад брачен пар, нели 23 со 25 години ги убија своите две деца, па потоа се само убија. Се дигна голема прашина во Србија за тоа. Имате некои сознание од типот ќе излезе некој на телевизија па ќе каже како бил врбуван и така натаму, меѓутоа директно не може да видите нешто експонирано као што го гледате или сте го гледале во Соединетите Американски држави со Джеймс Џонс, Храм на народот, кај што беа убиени 900 луѓе, па во нели во Гвајана, па во Уганда 700 луѓе, па во Африка 2000-та година кога редот на апокалипсата ги се само запалија, нели, затоа што мислеа дека доаѓа крајот на светот. Во Швајцарија имаше и така натаму. И што сега се случува? Секогаш кога ќе се случи нешто вакво како во Бугарија, ние се враќаме на овие приказни. Јас не викам дека не треба да учиме од историјата, ама све ги прераскажуваме Храмот на народот на Джеймс Џонс, Томсон со Шерон Тейт и убиството. А што треба да направиме во ситуација кога во Македонија велите не е погодно тло за вакви сатанистички секти со оглед на доминантната улога на македонската православна? Значи не треба да ги релативизираме работите. Прва работа, второ треба да бидеме на штрек и треба да работиме против нив. Еве за Македонија имаше пред, можеби Серафино слушна, пред 2-3 години излезе, протече една информација од полициски кругови дека се појавила одредена секта која што врбувала стари луѓе за да го продадат имотот на црквата. И се случило да 7-8 такви луѓе останале без своите домови. До каде стигна таа работа, не знам. Но ќе продолжиме понатака да разговараме. Прво да расчистиме. Ако се случува ова и треба да бидеме будни кон сатанистичките секти, не треба да фрламе стереотипи кон, да речеме, религиските сектите или малите верски заедници, затоа ние во науката ги двоиме кон јеховините сведоци, да речеме кон јеховини сведоци, баптисти, адвентисти, евангелисти и така натаму. Затоа што јеховин, имате
Ајде само религиско право на слобода. Да, пред да навлеземе во елаборација на темата, само на почетокот уште една објаснување кусоса. Разлика помеѓу секта и култ. Кога станува збор за секта, веројатно повеќе е поголема поврзаност со религијата, кога станува збор за култ, може тоа да биде неформална група која му служи на некој харизматичен лидер. Без никакви религиски примеси, веројатно. Сектата може да биде и поврзана со религијата, може да биде поврзана и со сатаната. Ама сектата е поголема религиска група, со повеќе пари, они имаат поголемо број на членство, не се кријат у принцип. Да речем, како Јеховини сведоци си имаат своји списанија и така натаму, баптисти, евангелисти, и тие се голема група која што доаѓа од некаде. Најмногу доаѓаат од Соединетите американски држави, од некои други европски земји и така натаму. Не се автохтони. Добро. Како што се. Култот е повеќе автохтона работа. Значи, он не се дели од матица, него се само создава. И начело на тие култови, тоа е помала, нели, позатворена група, стојат одредени личности кои што се прогласуваат како лидери на тие култови, се тоа е многу плодно. Имате, нели, тие подкасти, па YouTube канали, па Instagram, TikTok и така натаму, и он излегува, зборува и привлекува. Сега е полесно нели, полесно е. Мобилизација. И еве уште еден интересен пример, да речеме, тие нови религиски движења исто се автохтони. Само да имате предвид дека не е тоа нешто што е само во Европа. Многу се популарни на исток. Например, еден типичен култ ви е сакралниот еротицизам, каде што еротскиот елемент се дига на ниво на религија. И прашање колку е тоа опасно, али ќе зборуваме. Каде е тоа присутно? Тоа е присутно во Јапонија, во Кина, во целиот на исток, да. Добро, професорот спомна неколку пати сектите имаат повеќе пари и спомна случај на измама во Македонија поврзан со наводна секта која врбувала пензионери за финансиска корист. Во случајот во Бугарија, што е се уште актуелен, исто така имаше елементи кои, барем во медиумите, што упатуваат на одредена финансиска корист, односно систем на контрола, распределба на улоги. Па слушнавме за сметководител, адвокат, пиар експерт, различни улоги. Прашањето би било сега прво за Миомир, дали во досегашната кариера си истражувал нешто слично во Македонија или во соседството, си известувал за нешто вакво, дали некаков ваков случај ти оставил силен впечаток, а потоа професорот би сакал да се надоврзе на тоа, дали кога станува збор за култ, за секта, секогаш во позадина има се парите или е чисто идеолошка приказната? Или мора да има и пари во прашање? Се вртат големи пари. Па нешто слично на вистина не сме имале шанса, бидејќи не него ни посакуваме за среќа. Немало, бидејќи немало такви случаи. Некои случаи кои, например, да кажеме, може да се подведат во таа дефиниција на злосторства во затворена група, например, може да бидат терористичките групи. Тоа е дел што го истражуваат, нели, тајните служби, полицијата, особено ние радикални, екстремистички групации кои, нели, прават затворени кругови, наоѓаат на определени пари, финански средства и се обидуваат да со свој ангажман да предизвикат некаков инцидент. Од оние што на јавности се познати случаеви, некој што наликува вака на злосторство во затворена група, нели, убиството на двојното убиство на Вања и на пензионерот, девојчето Вања и пензионерот Панча Жежовски, бидејќи, нели, таму имавме група која произлегува од определена идеолошка политичка околина, да кажеме, кај што се слични, нели, крајна десница, каде што според она што досега, нели, на судот се покажува, односно она што беше прифатено од судот како доказ од обвинителството, дека имаат определен лик кој е лидер и кој ги тера нешто да прават, нешто што е сериозен, тежок криминал, кој предвидува и донесе и човечки жртви, меѓутоа за остварување, наводно за остварување на определени финански цели на таа група, на таа групација, особено на лидерот. Вториот случај кој е, нели, класично серијско убиство беше во Кичево, мислам знаете, со новинарот Владо Таневски. Тој е, нели, постар случај со повеќе убиства. Кој самиот на крај самиот, нели, мистериозно се самоуби така беше објаснувањето во притворска келија. Меѓутоа што било слично, тоа што
а надлежните органи не успеа да го најдат, туку првично го префрлија случајот за 3 убиства заедно беше докажано, меѓутоа за 3 убиства на жени, на жртви кои има нели многу сличен ист профил. Едното убиство го префрлија на луѓе кои беа осудени за друго убиство, и така го затворија, меѓутоа отпосле се случи, имаше нели продолжение ново уште едно убиство, па беше нели открен, ама тоа беше поинтата што се живееше во определен затворен круг, бидејќи станува збор, знаеме за наш колега новинар кој дури судењата за сопствените злоусторства ги следеше од судница и известуваше дека други се обвинети за тие што беше така да кажеме единствен редок случај. Меѓутоа тоа се тие кои има да кажеме допирни точки. Професоре, спомнавме пари, колку е финансиската корист во позадина на овие вакви групи. Од друга страна, или можеби го спомнавте еротскиот сакралниот еротизам како култ од истокот, колку се битни духот и телото, а колку во позадина на се има пари. Да. Пред да одговориме на ова прашање околу финансиите, уште една многу битна работа. За нешто да биде култ, за нешто да биде секта, он мора да биде поврзан со религиски елементи или сатанистички елементи. Значи, вие кога го гледате убиството, тоа мора да биде ритуално убиство. Обичните убиства не влегуваат, дефинитивно. Вие колку сакате можете да ги поврзувате обичните убиства со култ или секта, не. Во случајот во Петрохан најдоа едно дете кое што е на специфичен начин, нели, поставено и веројатно се дава порака, тоа асоцира на култ. Масовни самоубиства, масовни убиства, да, како во Соединетите американски држави. Само запалување во црква, да. Значи мора да има ритуал, мора да има порака, затоа што култот секогаш дава порака или кон сатаната, или кон религиозно, или кон Бога, ако е вие религиозна. А самите они, било да се работи за религиозни маливерски заедници или сатанистички секти, секогаш сакаат да привлечат луѓе, нели, нормално. И сега кај ги наоѓаат луѓето? Луѓето ги наоѓаат тамо каде што се економски депласирани, етнички депласирани, клиентелата, во Јеховени сведоци ви се најприсутни ромите. Тоа не е случајно, зашто се етнички сиромашни и се етнички депласирани луѓе. Кога ги барате осамени, барате отфрлени, барате асоцијабилни личности, сиромашни и така натаму, и го прибирате членството на тој начин што нормално нудите и финансиска помош на тие луѓе. Меѓутоа, освен финансиите, вие мора да најдете начин како да го привлечете членството и во рамките на психичката структура на личноста. Тоа е многу битно. Добар дел од членството ќе ви доаат за пари, меѓутоа, позадината на секоја од тие секти, култови и така натаму не е секогаш да заработат пари. Клучната поента е да пратат порака. Мора да има некаква порака дали за крајот на светот, дали за друг начин на уредување на светот, дали за славење на сатаната, дали за порака дека е погрешно е толкувана религијата и така натаму, а на тоа се надоврзуваат и парите, бидејќи тоа се мокни парите центри. Треба веројатно за да се врбува членство. Меѓутоа, спомнавте тука и богати држави, САД, Швајцарија, Јапонија. И таму се бираат помалку финансиски моќните или пак станува збори за други култови што немаат врска со парите и не привлекуваат членство кое е сиромашно или економски немоќно? Има, за мене, побројни се тие што не се толку врзани со некаква финансиска добивка. Пазите, сега, постојат луѓе кои што ги финансираат нив. Се смета дека дел од најголемите финансиери се, да речеме, масоните. Некои дури сметаат дека масонските ложи се прв некаков никулец на некакви сатанистички или некои други секти, ама тоа не е воопшто докажано. Парите се тука. Меѓутоа, вие сега е многу интересна, актуелна, се вика христијанска црква во САД. Основната идеја е дека кога сте болен, не може да ви помогнат докторите и медикаментите, единствено со молитва можете да се излечите. И они прават голем проблем на американското општество и на американската култура. Едноставно луѓе умираат, масовно умираат затоа што не се лечат, умираат од карциноми и така натаму. Одбиваат да се лечат во болница, или седат во болница или не одат, меѓутоа одбиваат да примаат лекови, тие прават проблем, стварно прават проблем. На здравствениот систем, во Па не само на здравствениот систем, него умираат многу луѓе. Значи, пази, да заведете некого
и да му кажете дека само со молитва, исклучиво со молитва, без медикаменти, вие можете да се излечите, вие треба да го пронајдете во психичката структура на човекот. Добро, ова е актуелно во САД, рековте на исток сакрален еротизам, што друго е во моментот? Сакралниот еротицизам е проблематичен. Пазите се, има многу истражувања кои тврдат дека не се против обштествениот систем, против културната традиција, ама никој не може да докаже што све се прави таму. Дали заведуваат малолетнички, дали или на кој начин, дали има промискуитетни сексуални односи, и такви секти има. Значи ние ги сметаме нешто помеги, да речем. Имате и други кои што вас и ќе ве наведат, ќе ве врбуваат да го оставите семејството, да останете сами, сите пари кои што ги заработувате да не ги делите со семејството, да го финансискиот момент, да ги давате во црква. Меѓутоа, освен парите, многу е битно да ја најдете личноста која е плодна почва, а и тлото, да речеме, државата и така натаму. Мило Мереве, професор Вели, треба да учиме од примерите, односно да бидеме будни, иако во Македонија за среќа поради силното влијание на црквата и немаме голем број на секти, членови на секти, особено на оние што може да бидат проблематични, сатанистичките. Имаш ли чувство вака низ работава низ годиниве дека институциите имаат контрола врз состојбата на теренот, дека доволно превентивно работиме, дека надлежните служби се будни и дека можат да превенираат вакви ситуации во иднина? Па еве како што кажа, нели еден професорот, клучните аргументи од негова научна гледна точка, нели таа, да кажеме, позитивна улога на влијанието на МПЦ во општеството, што предизвикува нели намалување на тоа. И меѓутоа сепак станува збор за можни влијанија кои може да дојдат многу лесно сега, нели преку интернет, преку социјалните мрежи и на друг начин, бидејќи сега светот е многу поотворен и не ви треба таа за индоктринација, не ви треба нели лично искуство, лична средба, туку може тоа да се случи нели преку интернет. Порано таквите, да кажеме, извадоци затворени групи, односно нели одметнати групи, биле следени во времето на социјализмот, како што кажавте, од страна на надлежните служби, бидејќи одстапувале од таа патека по која нели треба сите да одат и лесно се забележувале, многу ги пријавувале и тие тајни служби, безбедносни агенции ги имале лоцирано. Проблемот е во сегашното време колку полицијата и останатите безбедносни агенции или тајните служби во Македонија имаат можности, капацитет, знаење тоа да го прават и колку тоа е на врвот на приоритетите како проблем. Затоа спомнав претходно, имаме определени терористички, екстремистички групи. И тие исто така, многу слично е, сака да испратат порак, добиваат пари за своји активности од страна, се врбуваат преку интернет. Не е тоа класичен култ, туку е нивното дело всушност треба да биде порака која е нели негативно, многу лошо и предизвикува човечки жртви, односно жртвува други луѓе, не собствените, да кажем, не собствената група. Добро, се наметнува прашањето, постсоцијалистичко општество во многу земји од Балканот порано било потешко да се врбуваат луѓе бидејќи немало интернет, немало социјални мрежи. Сега е полесно, меѓутоа нема своевидна експлозија на голем број на членови или има разлика од пред 20 на 30 години кога немаше интернет и немаше социјални мрежи. Сега е многу полесно да се најдат нови членови, бидејќи може да се заведат преку интернет. Дали новото време ги следи и бројките? Дали бројките го следат новото време? Дали расте бројот на членови? Спомнавте вие, во Србија се на куп и добри и лоши секти 500.000 луѓе членови. Во Македонија немаме официјална бројка ни за едните ни за другите или за Во Македонија само имаме бројка дека освен овие 5 што се во уставот, нели православна, католичка, групи, да. евангелистичко, методистичка и еврејска и исламска, има уште 28. 33 се вкупно. Имате ситуација и кај сите овие 28 ние до сега не најдовме проблем. А некои од нив се веќе 20-30 години тука. Имате пример. Нема ништо проблематично и што се коси со законот. Ако не го сметате проблемот с кај Јеховини сведоци што не сакаат да даваат крв, меѓутоа тоа не е ништо проблематично. Како станавме отпорни тогаш на нови член, на регрутација на нови членови? Ние сме многу пример. Сега ќе ви кажам, да речеме Колешино, Струмичкиот регион. Имате протестантски заедници кои што се во одличен соживот со православните верници.
Ние сме отпорни заради влијанието на црквата. Ние сме едни од ретките држави кои што има рано евангелска црква. Ние сме покрстени многу порано него што една Русија, на пример. Црквата е силна и кај новите генерации, и кај новите генерации, и кај овие интернет генерации? Да. Улогата на МПЦ е силна и тоа настои го покажува затоа што секаде кога ги правиме истражувањето ние гледаме дека сме антиконверзија. Во Србија има конверзија поголема, преминуваат, ама да речеме Србија, Босна и другите се некако ригидни кон сите. Они сметаат дека проблем се Јеховини сведоци. На тој начин или баптисти или евангелисти и така натаму затоа што сакаат да заштитат Српската православна црква. Значи и во Босна, ако не сте припадник на исламска верска заедница или католичка црква или православна црква, вие сте на некој начин проблематичен човек. Таков ригиден однос на МПЦ кон малите верски заедници овде немаме. Треба да се внимава кон сатанистичките организации и така натаму, меѓутоа дефинитивно Македонија нема проблем. Или многу добро се кријат. Така е. Најдемократското општество САД има најголем проблем. Тамо се всушност појавени најголемите и најопасните секти се во САД, кои што се додуше после префрлени во Гвајана и во Африка, ама тамо е жариштето на најопасните секти. Тема е многу длабока и интересна, меѓутоа мора да превршуваме за кусо. Ги спомнавте Црна ружа, источен култ. Кои се најстрашни, најопасни или кои би можеле да имаат своји членови во Македонија? Последно време се зборува за тој источен храм. Они, кои Црната ружа, они жртвуваат на своите обреди, нели, жртвуваат мачки, животни, кучиња и така натаму, пијат од крвта, тоа е причеста нивна. Меѓутоа, овој источен храм во последно време се зборува дека има елементи кои што асоцира на тоа да привлекува членови кои што утре би се самоубиле или да извршат некакви ритуални убиства. Сега, тоа е во најава. Тоа исто го имам слушнато така од некои полициски кругови на Балканот, дека се малце поопасни, исто опасна е оваа сатанистичка секта, има уште една што се вика чист сатанизам. Тие се стварно опасни. Опасни се оние кои што ќе ве привлечат и ќе ве натераат да се самоубиете, како овие во Нови Сад. Они тоа, знаете што, во сектите, клучниот проблем и во минатото во САД, што тие доброволно се самоубиваат. Значи, он треба да ве врбува, да вие ги убиете своите деца и да се самоубиете. Тоа е клучот. Опасно е да се врбуваат такви членови, треба да бидеме будни. Добро, и за крај прашање за превенција. Што треба да направи секој од нас и како општество? Како да делуваме превентивно еве во најавата на напливот на нови вакви, како да се заштитиме и да ги заштитиме нашите деца? Прво, нормално семејните вредности и така натаму, да ја пропагираме христијанската религија, со тоа што нема да удираме, да речеме, стереотипи према другите протестантски верски заедници, и тие си имаат право да си живеат, да ги негуваме христијанските вредности, зашто тука е тлото на христијанските вредности, Македонската православна црква да каже нешто. Еве, например, за мене е непоимливо како за случајот во Петрохан не се јави Бугарската православна црква и не даде свој став околу тој случај. Може би затоа што го поврзуваат случајот со хиндуизмот или со... Уште повеќе, затоа и треба да излезат и да кажат. Кај нас имате исто такви гуруа кои што ги имате во Македонија, зборат чакри, реинкарнација и така натаму. Знаете како? Треба да ги развиете христијанските вредности. Ако ги развиете христијанските вредности, кај младите ќе се создаде отпор кон другите вредности и нема да има проблем. Иако не треба да се сатанизираат и овие јога движења и други движења, но да се негуваат христијанските вредности. Јас само би кажал дека мора да завршуваме порака за превенција. Прво потребно е поголемо научно истражување, второ поголемо внимание во образовниот процес, кој знаеме како. Образованието. Да, меѓутоа не толку со фаворизирање на една црква, на една религија, туку повеќе за разбирање и сваќање на модерниот свет. И од третиот сегмент е тој безбедносен, каде надлежните агенции, безбедносни служби, полицијата би презеле мерки, односно би вложиле определени капацитети, знаејќи дека тоа сепак не станува збор за нешто далечно што се случува туку. За нешто што е приоритетно прашање. Многу поприоритетни имаме прашања во таа област. Безбедност, меѓутоа мора и ова да се стави. Меѓутоа да не го заборавиме, бидејќи се случи. Да, таму се информации. Во соседството се случи. Миомир Серафиновиќ, Зоран Матевски, ви благодарам многу за учеството во денешното издание, се кажем. Благодарам и вам. Почитувани, јас сум Горан Петрески, вие гледавте Да си кажеме на Телма. Останете на оваа фреквенција и имајте убав ден.